Во обуката се опфатени неколку точки кои што се важни и неопходни за да го развиваме нашиот бизнис на социјалните мрежи. Сите ние знаеме во колков замов се социјалните мрежи. Знаеме дека има доста луѓе кои ги користат и затоа би сакале да ги користиме како алатка за да ги пласираме нашиве продукти. За да започнеме со креирање на Facebook и Instagram страница, прв и најважен чекор е имејл адреса активна и валидна, која што можеме да ја користиме. Од моје лично искуство од претходно, би сакал да напоменам дека Instagram профилот што би го користеле, би требало да ја има истата, да го има истото име кое што би било и на Facebook страницата. Хиерархиски прво би започнал со Instagram страница, затоа што уникатно мора да биде името за Instagram профилот. Значи не постои Instagram профил кој што има и две идентични имиња. Додека Facebook го дозволува тоа да имаме две исти имиња на две различни фан страници. Затоа за да би одбрале уникатно име, а ќе сме сигурни дека ќе е валидно, прво би почнал јас со Instagram профилот. Значи за тој чекор го отварам овој линк, како што е овде наведен, или може од ново да го почнеме овој чекор, instagram.com, и одиме на копчето Sign Up, ни се отвора овој прозор. На овој прозор ни бара неколку чекори кои што требаме да ги испишеме за да ја креираме Instagram страницата. Затоа не, како што реков, потребна ни е мејл адреса, значи ја креираме новата страница. Значи овде можеме да напишеме пример Доктор Nature. Овде можете да ги ставите на пример вашите податоци. Не е битно. Ја креираме страницава. Креираме лозинка. Кога дојдеме до чекорот дека имаме веќе креирана имејл адреса, потоа со таа адреса пристапуваме кон Instagram профилот. Односно, доваѓаме пак до оваа страница каде што бевме преска, го пишуваме мејлот и пишуваме име. Сега ќе се потрудиме да биде например, Доктор Nature, МКД да асоцира дека се работи за продавница која продава во Македонија, например, не мора да значи, може да биде и некој друго име, како што рековме, што не асоцирано, што би ги асоцирало купувачите, да дојдат до некоја си, како да кажем, асоциација дека се работи за сериозен бренд. Значи, доваѓаме до чекорот на пишување, на пронаоѓање на слободно име. Гледаме дека е слободно, пишуваме лозинка и одиме Sign Up. Овде ги внесуваме оние техникали некои што ги бара. Значи, кога ги внесеме оние чекори што ни ги бара Instagram, одиме потоа во мејлот, го копираме кодот за конфирмација, да потврдиме. Чекаме да се потврди кодот и веќе ја имаме нашава Instagram страница готова. Значи, таа е направена веќе. Сега, значи, се одлучивме веќе за имево кое што се одлучивме Доктор Nature, МКД, значи го имаме името. Сега, ова име
би требало да го линкуваме со Facebook. За таа причина, за таа намена, го впишуваме овој линк директно facebook.com pages creation, односно creation. Значи го пишувам овој линк facebook.com/pages/creation. Сега, овде ни го дава профилот со кој што сме најавени, но овој дел не е на нас важен. Значи, не прашува за име на страницата. Рековме ќе биде Dr. Nature. Тоа може да биде било кое, нека може да биде некој ваш бренд што вие сте го замислиле, не мора да биде ова, како што рековме. Сега ни бара категории. Овде пишуваме vitamins and supplements, може да додадеме personal care, beauty, cosmetic and personal care, например. Овие се, според мене, најударните категории. Покрај витамините и суплементите продаваме и доста добра квалитетна органска козметика. Овде имаме био. Ова е краток пасус кој што ќе излезе овде на почетокот, за да дадеме увод за што станува збор. Можеме да напишеме најдобрата билна продавница со широк асортиман, вашиот health guru, например. Нешто во тој смисол. И одиме create page. Почекаме малце да се креира страницава. Доколку имаме вебсайт, можеме овде да го ставиме, можеме овде да го впишеме нашиот телефонски број, имейл адресата ќе ја впишеме сега. Ќе го ставиме ова always open, да можат луѓето да не им кажува дека е како затворено, бидејќи се работи за онлайн продавница, ќе имаме доста луѓе кои што ќе се заинтересирани и надвор од работните сати. Доваѓаме сега до овој чекор. Ќе го ставиме за подоцна. WhatsApp за сега не би го користил јас. Не е во Македонија уште развин многу. Секако дека може ова да се додаде во иднина. Одиме next, одиме done и веќе имаме нашава Facebook страница. И гасиме овие работи. Сега следен чекор што е многу важен е да ги линкуваме овие две страници кои што ги креиравме. Се работи за нашата Facebook и Instagram страница. За да го направиме тоа, одиме во кај нашава веб страница, нашата fanpage страница, одиме во settings и одиме во linked accounts. Имаме овде копче connect account и одиме пак connect. Многу е важно пред да дојдеме до овој чекор, нашиот Instagram акаунт да биде најавен од браузерот од кој што работиме. Ова го штиклираме да биде вклучено, тоа е многу важно и одиме confirm. Ќе почекаме малце. Овде ни дава да се најавиме. Ова е нашиот username, Dr. Nature. Го впишуваме пасвордот, односно лозинката и се најавуваме пак. Ќе почекаме малце. Еве, веќе дојдовме до главниот чекор. Значи сега двата Facebook и Instagram акаунти се најавени. Следен чекор што ни е важен
како да го креираме нашето лого. За таа намена ќе добиете линк од нас, од нашиот тим, со про лиценца, каде што ќе имате многу темплети, многу слики, многу видеа, многу материјали што ќе можете да ги користите. Значи тоа ќе изгледа вака кога ќе го веќе имате. Значи ќе го користиме Instagram пост коцкастиот, четвртастиот дизајн. Тој е сроден и за Facebook и за Instagram. Значи, во моментот кога ќе добиете вие линк, ќе добиете ваков некој прозор. И сега останува да ја вклучиме нашата имагинација, да видиме што сакаме да работиме. Прво да се запознаеме со лејаутот на Canva-та, како изгледа Canva-та. Значи, кога го отвориме, кога дојдеме до тој момент да имаме веќе спремен проект за работа, ова ни е работната површина каде што ќе ги правиме нашите дизајни, нашите реклами и слично. Од левата страна имаме оваа лента, е доста важна, таа како главното мени на Canva-та. Овде ги можеме да пребаруваме од голема база на податоци на дизајни, доколку ни се потребни некои елементи за работа. Еве овде што сме користеле нешто за тироидна жлезда и слично. Имаме разни графици, видеа, стикери, рамки каде што можеме да вметнуваме слики, се зависи од нашата имагинација. За почеток би пребарале, например, овде natural product и ќе најдеме некој темплейт кој што ни се допаѓа. Например, овој е доста добар и можеме да го искористиме. Како што гледате, сите овие копчиња, текстови и елементи, како што е овој листот што асоцира на природа или парчето лимон, се сосема менливи, може да се зголемат, да се одземат, да се избришат доколку не ни се потребни. Може бојата на позадината да се промени. Значи, во глобала, кога го веќе имаме темплейтот, кога кликнеме на некој елемент што сакаме да го работиме, имаме овде како подмени, што вклучува боја, разни опции за боја имаме овде, можеме да си ја правиме кастом, бојата како ни на нас одговара, можеме да одбереме оваа пинцетата, да ја најдеме бојата, нијансата што ни е на нас потребна и слично. Другите се овде имаме опции за бришење на позадина и слично. За тие детали ќе зборуваме подетално кога ќе навлеземе во Canva-та. Сега само за основните работи. Можеме да правиме анимација, сликата да има некој како fade in, fade out ефекти, што за сега не ги препорачуваме. Ќе ги избришеме сега. Ова е transparency, односно колку проценти од онаа слика што имаме одбрано, со која дали да е побледа или да е потемна нијансата. Значи на 100% ја имаме во целосна боја, во целосен капацитет сликата. Доколку го намалиме transparency, таа избледува. Доколку сакаме некои од елементите да го заклучиме, например овој листот, не сакаме веќе да се поместува лево-десно и ни смета при работата на другите, при поместувањето на другите елементи или менењето на бојата или било кој параметар, едноставно можеме да го заклучиме и тој веќе ќе стои фиксен, не олеснува работата. Значи, доваѓаме до следниот елемент од главното мени. Значи, имаме текст. Кога го кликнеме овој текст, ово мени текст, имаме повеќе како текст стилови, дали да биде како наслов, како поднаслов или некој објаснение, description или слично. Надолу, ако скроламе, имаме безброј други
дизајни кои што ќе ни бидат од корист. Значи, пример, сакаме да додадеме нешто со самото кликнување, то самиот текст доаѓа овде. Потоа, како што рековме, со ово подмени можеме да го мениме фонтот, можеме да ја менеме бојата, можеме да ставиме болт или италикс да се закосени, да се подцртани, алајнментот, односно подредувањето дали од лево, дали од десно, дали на средина, нешто многу слично со добро познати од Microsoft Word. Ова не ни треба сега моментално. Во оваа папка uploads во овој сегмент uploads ни се прикачените слики, односно ако најдеме например овде, например Siberian Wellness и отвориме, имаме некој продукт, например еве Corn RNG, доста добар продукт кој што е доста корисен и доста продаван. Од овде ја земаме сликата, десен клик, copy image и доваѓаме до нашиот проект каде што работиме, само да видиме каде беше овде, и десен клик paste. Кога го направиме тоа во овој сегмент uploads, таа слика овде стои. Сега, овој темплейт можеме например да го, овој стариот можеме да го замениме, старава слика можеме да ја замениме со нашава, можеме дизајнот да го искористиме, односно да ја закосиме сликава, да асоцира на нашиот продукт. Доколку имаме некоја позадина на сликава, можеме на edit фото имаме background remover или разни ефекти овде што не се многу важни сега во овој момент. Го ставаме овде нашиот продукт. Одиме на следното мени. На Draw можеме со слободна рака да правиме некои нацрти, што јас не ги препорачувам за почеток. Овде имаме проекти и апликации. Исто не ги препорачувам за почеток. Она што го препорачувам е Photos. Најмногу ова ќе го користиме Photos и овде имаме разни слики кои што се авторски и кои што можеме да ги користиме, ќе имаме авторски права. Доколку вие при користењето наидете до некој проблем, тогаш можете да не контактирате нас, ќе ви помогнеме, и доколку не можете да пристапите до некоја слика, односно ако бара пролиценца за неа, можете да не контактирате, ќе ви обезбедиме ние. Со лиценцава што ја имаме, што ја нудиме, ќе ви ја испратиме која и да ви треба слика. Значи, например, ни треба некоја слика што ќе асоцира на имун систем. Например, сакаме да искористиме оваа слика да ни биде позадина на продуктот. Ја кликаме овде, старава позадина ја селектираме и ја бришеме. Оваа слика ја ставаме овде како да ни биде, пример, позадина. Одиме со десен клик, ја ставаме send to back, односно ја правиме во позадина. Ја ставаме како последен слој од зади, бидејќи се работи за позадина. Овде, за да не ни многу смета во текстовите и во надписите, можеме да го намалиме transparency, вака да биде. Но пред тоа да го направиме, јас би отишол 2 чекори 3 назад и прво и основно би ја променил основата на темплейтот и би ја ставил црна да биде, за да се совпаѓа со оваа позадина што ја ние имаме. И јас би го направил ова нешто вака со намален интензитет. Ето така. Овој белиот дел исто може да се избрише. Доколку сакаме овие елементи да ги задржиме, можеме да ги задржиме. Можеме да ја поднамалиме сликава доколку е доста голема, ако ни смета на другиве работи. Така, од прилика. Овој лимунот може да стои овде како асоциација дека
го појачува имунитетот, дека се одржи природни состојки, може и да се избрише, нема потреба, може овој листот да стои овде како асоциација дека се работи за природен продукт, доколку е многу голем може да се поднамали и јас би го префрлил од во средина и би го ставил вака некако. Да биде подредувањето овде, ова би го направил помало. Подредувањето би го ставил од десната страна, бидејќи ликот што го имаме од левата страна, за да не се преклопува. Овде би напишал како наслов Кор НРГ. Секогаш насловот би го ставил со некој по-ударен фонт, например, некој индустријал стил, или овој, например. Ова е добар, например, зголемен текст, бидејќи се работи за насловот, а за поднасловот би ставил некој објаснение, кратко, например, имунобустер, да се знае дека го зајакнува имунитетот. За тоа да го направиме, можеме да кликнеме овде во текстот и да ставиме subheading. Или можеме побрзо и поедноставно ово што го имаме да направиме десен клик copy и да направиме paste. Го имаме доле. Сега овде ќе треба да размениме, како што кажавме, да ставиме некој не толку ударен фонт, бидејќи тоа ќе е поднаслов и ќе има и треба да се намали големината. Значи пишуваме и имуно бустер. Потоа го намалуваме вака некако. Овде можеме да напишеме изработен по специјална формула од природни состојки. Тоа можеме да го зголемиме, не толку само. Подредувањето би било од оваа страна, бидејќи продуктот доаѓа од лево, например. И овде имаме некои разни елементи кои што може да се променат, може да се напише препорачлив за сите генерации, например. Овде може да се напише, например, го зајакнува имунитетот. Ово може вака да се центрира, да е естетски добро. Веќе напишавме дека е за природни состојки. Што можеме овде да напишеме? Нешто што ние мислиме како би ги привлекло луѓето. Или, доколку немаме асоциација, можеме да го отвориме на самата страница и во овој дел, во описот да прочитаме за што станува збор. Можеме да го преведеме на Google Translate. Од овде можеме да ги извадиме главните карактеристики. Ми дојде асоциација, например, прилив на енергија. Овде елементи се исто менат и треба да бидат сродни со текстот што го имаме. Например, рековме енергија, ќе напишеме energy, ќе ни излезе некој график, body. Можеме ово да го искористиме, или уште подобро, овој график може да се искористи, да е сроден на оно што го пишува, го зајакнува имунитетот. Можеме овде да најдеме некој график исто ваков.
го бришиме тоа, го додаваме, го смалуваме ово по димензијата која што ни е потребна. Естетски ги правиме копчето ордер now, можеме да го малку зголемиме, да е поударно, наместо ордер now да пишува нарачај веднаш. Сега вака, кога ќе наидете на ваков елемент, станува збор за група од елементи. За да го направиме ова естетски подобро, потребно е само текстот да го промениме или да го смалиме во еден ред да биде и да го центрираме, или да го поместиме текстот нагоре, бидејќи сите овие елементи, како што гледам, има најмалку 3, вклучувајќи го текстот, белата позадина и зеленово копче што асоцира на онлайн продавница, тие се ставени во група. Со десен клик одиме ungroup и сега ги имаме сите 3 елементи засебни, односно можеме да направиме вака. Да го зголемиме ова да биде во еден ред, но да ја намалиме големината. Овој елемент да го намалиме вака, за да биде естетски подобро. Доколку сакаме, доколку сме го дефинирале ова, можеме пак да ги селектираме елементите и да ги ставиме пак во група со десен клик груп. Кога сме го тоа направиле, веќе имаме некоја слика која што веќе може да ја користиме. За да ја симниме сликата, одиме на копчето Share, копчето Download и можеме да го користиме ова што е овде приложено како предлог. Најчесто тоа останува и одиме на копчето Download. Сликата се процесира, ја симнуваме и ја имаме овде. Downloads папката, ја имаме и веќе можеме да ја користиме за нашите намени, односно за Facebook и за Instagram. За да прикачиме слика, потребно е да отвориме Meta Business Suite. Meta Business Suite е алатка која што има и апликација за мобилните телефони и е доста корисна, каде што на едно место можеме да објавиме слика на Facebook и на Instagram истовремено, која што ни олеснува многу работата. Значи, најкратко и наједноставно пишуваме business.facebook.com. Ни се отвора оваа страница и одбираме нашата страна со која што работиме. Во овој момент е ова. Потоа одиме на Create Post за почеток. Сега Facebook ни дава опција да го одбереме Instagram и Facebook заедно. Сега не знам зошто не го дава. Само секунда. Треба да е поврзано, само да видиме. Уште еднаш можеби бара за конфирмација, бидејќи се работи за нова страница, која што сега креиравме. Се најавуваме на нашава страница, само да видам, да се осигурам. Добро, таа е. Одиме Continue. Да видам како беше точно името. Dr.Nature долна МКД. Значи се овде. Значи ни бара второ најавување за да го поврзиме Meta Business Suite со Instagram профилот.
Овде не прашува дали работиме за бизнис, одбираме бизнис или сме некој креатор, некој артист, некој инфлуенсер или било што, бираме бизнис и одиме next. Одиме пак next. И сега ни дава овде да одбереме за што станува збор. Health and Beauty го гледам како доста интересен. Во search може да напишеме supplement, да видиме што ќе излезе. Нема. Vitamins and supplements, исто како на Facebook го креираме. Health Food Store, не, Vitamins and supplements е посоодветно. Одиме done. Овде е препорачливо сите овие полиња да се пополнат. Но кој ќе го правите, бидејќи ово го правиме само за цел да покажеме како се работи, нема да се користи овој профил. Не ги пополнувам во интерес на време. Во овој момент би требало да Meta Business Suite, овој дел и Ads Manager-от за кој ќе збориме во некоја наредна прилика како се пуштаат реклами, ова треба да е да го поврзе Business Suite, односно овој дел. Сега, во моментот кога сакаме да креираме слика, да се вратиме назад, односно да ја објавиме нашиот слика, нашиот пост, одиме на копчето Create Post и овде ги штиклираме Facebook и Instagram или Instagram и Facebook засебно, ако сакаме да објавиме посебно на двете платформи. На овој начин, јас сега ќе одберам на двете платформи. Одиме овде, ако имаме видео, add video, во нашиот случај имаме фото, upload from desktop, одиме во папката каде го имаме текстот, овде пишуваме текст, некој description, односно некој објаснение, и пишуваме текст кој што треба да го осмислиме, како што ви кажав од страницата Siberian Wellness RS, односно од официјалната можеме да најдеме информации, например овој текст што го има овде. Значи овој текст во описот, например, го земаме, го преведуваме, го средуваме подетално. Сега јас само ќе го ископирам како за пример. Не е препорачливо баш вака да се користи, препорачливо е да се направи посоодветно. И кога го ставиме текстот овде, од деснава страна имаме приказ како би изгледал на Instagram. Доколку сакаме да видиме како изгледа на Facebook, ја кликаме ова и гледаме. Овде исто имаме дали за десктоп, дали на мобилен телефон како би изгледало пред да објавиме. Доколку одиме овде на Publish и на Publish, односно на Publish Now и на копчево Publish, ќе објавиме моментално сликата. Можеме да ја закажеме објавата. Facebook ни ја дава таа опција, например, во 9 часот. Наутро, одиме AM, исто на Instagram. 9 можеме да ги ставиме со различно име, со различно време, односно, например, на 8. Например, на 8, како што кажав, и одиме на копчето Schedule. Овде не прашува дали да правиме буст, тоа значи дали да направиме платена реклама, дали да го притиснеме ово копче да платиме, за да излезе на повеќе или само да излезе на органски луѓето кои што не следат нас. Моментално ќе направиме maybe later. Во наредната обука ќе разговараме подетално за тоа и ќе ги дефинираме тие работи. И сега ни го отвора планерот. Планерот е третиот поред, каде што ни дава како календар и ни ги дава закажаните објави. Значи во 9 часот на 8 јули ќе излезе оваа слика на Facebook и на Instagram. За сега е тоа. Основите ги
погледнавме. Доколку имате некои прашања, контактирајте не слободно. Ќе ни биде драго да ви излеземе во пресрет. Фала ви многу и поздрав.